На здравие нека ни е домакине. На здравие да ни е домачинке. Шубал се најадов. Сполајмо. О, леле сега, ти сакаш да легнеш малку да си отпочинеш или некој друг не ти имаш, а? Имам ние да појдам на нива, да го видам житото, дали ба стасано ќе да е, а и кај да е треба да се ожне, жено. Стасано ќе да е, да. И треба да се ожне, да одиш. Да одиш да видиш, оти знаеш што ќе не знајде, знаеш. Знам. Како и секоја година, ако не го ожнееме навреме житото, ќе дојдат спахиите и отиде житото, ќе го соберат. 10-ток, 12-ток, 18-ток, ќе го соберат, Така е, затоа со време да го ожнееме. После бадијала ќе биде и што сме орали, и што сме сејале, и што... Така е. Ќе појдам ја, жено, а ти сега легни, одмори се. А јас ќе го викнам из меѓерот да раскрени масата, да ме семачиш ти. Ама... Да му дадам малку да касне пред тоа, Зошто, води? Како зошто цел ден работи, детето нема седнато, од утро нема седнато, те ова, те она, па гладен, па... Абе, не треба. Нека се најде, па нека раскрева. Не треба, жено, ја остана троа лепче кромит, нека го изеде тој, зошто да го фрламе, а и сама знаеш, тој не е учен убави јадење да јаде. Велиш, лепи кромит троа, Ајде. Ете така. Полика, ајде. Да се одмореше малку. Не. Да се легнеше малку до мајка. Ајде, отидов јас. Сега ќе го викнам из меќерот. Не бри ја. Викни го. Кутро дете. Пак лепи кромит. Да му придонесам нешто јас. Море не. Ке се налути домакинот. Измечеру! Тука сум, чорбаджи. Ја. Кажи, чорбаджи. Ти измечеру сврши некоја работа денеска? Како не сум свршил, бре, чорбаджи, нозе ми падна од работа, еве. Лозницата ја искроив, дворот го изметив, скалите и чардакот ги изметив, визбата ја суредив, ја наредив, што направив, и уште ми останува дрвата да ги истепам, да ги наредам, и се ќе е под конец. Бравос, а лода те, слушај се. Ќе се качиш горе во одајата, ќе раскрениш масата, и ти видиш таму го остана троа лепче и кромиче, зе ми зеди го. Подкасти маце, најади се убаво, да не бидеш гладен, да не те боли главата. Разбираш ли? Сетнем да ги степиш дрвата. Разбра? Разбра, бре, чорбаджи, како не сум разбрал, си ја знам јас работата, ич гајле ти да не беш. Јас сега одам да свршам една работа, а ти да го свршиш ова што ти реков. Разбра? Ајде. Готово. Ајде, здравје. Море мајко. Разбрав како не сум разбрал јас. Разбрав оти ќе подкаснам кромиче и суфлеп, тоа што останало. Не разбрав оти треба кокошка печена и винце да се напијам, инаку за другото разбрав. Тука е што да правам. Море мајко. Масата суредам, ај. Пријателе! Бојрум, чорбаджи. Чорбаджијата тука ти е? Да ти кажам, право беше излезен некаде пополе ми се чини, ама се врати Галиба. Јас не те прашувам кај отишол. Ако е тука, викни го. Не треба да ме вика, тука сум, пријателе. Тука сум. Ајде. Здраво живо. Здраво живо. Ајде, Бурум, качете се горе. Не стоите пред порта? Не сме за качување. Дојдов да направам на брзина еден муабет со тебе.
Машала, ова година нивите убав род дадоа. Бе, знам, бев јас на нива го видов житово таман не за жнеење. Подслушнав дека за 2 недели ќе врвеле спахиите. А ги знаеш шо луѓе се? Тие не бираат ниту богати, ниту сиромашни, големи зулуми прават. Па си велев порано да почнеме со жетвата, а? Шо велиш? Знам, адно велиш, да почнеме со порано, да го собериме житото, да се свршиме не нашата работа, а после кој сака нека иди. Измечеру! Ела бе вам. Побрзај. Кажи, Чорбаџи. Абе, Измечеру, ти го слушна муабетот преска, што го прави со пријателот или не го слушна? Нешто слушнав, ама нешто и како да не дослушнав, Чорбаџи. Се види сега, дали си слушнал, не си слушнал, тоа се не е важно. Сега слушнај ме мене, ја што ќе ти кажам. Земај го српот, да го наостриш брич. Право на нива. Да го ожнеш цело жито, да го собереш зрното. Разбер, сето. Слушај, се доставиш. За 2 недели работата да биде готова. Разбра? Шо? Ако не ја завршиш работата, ушињата ќе ми ти ги сечам, на ортом ќе ти ги нанижам и наврат ќе ти ги обесам како гердан. Разбрав ве, Чорбаџи, како не сум разбрал. Како што рече ти, така ќе биде. Така ми како? Готово. Оди, ајде, бркај работата. Јас не разбрав, Арно пријателе или речео ти измеќарот сам ќе го пратиш да ја ожне нивата? И сам ќе стаса? Ќе стаса. Оти ако не стаса, грбот негов има да знае каква песна ќе му пеам. Арно де, јас сега ќе одам маргати да збирам. А ти како сакаш? Ај со здрави. Ај со здраве и ја ирлја да ни работата. Од утре нека ви арилија работата. Ајде. Бре, катил човек. Кај цел живот гладен му измеќарувам, па сега дури и со ќотек ми се вали. Грбот ќе ми знаел, на грбот песна ќе ми пеел. Ушињава ќе ми ги исечел, како герданче ќе ми нанижел и наврат ќе ми обесел. Бре, море колку скржав, толку пис Чорбаџи ја бил овај. Чорбаџи, досега оваа песна ја пеевме. Ама поќе не може. Душичкава не ми издржува. Од утре или ќе играме јас каква песна што ќе пеем, или ќе видиме што ќе правиме. Или тебе умот ќе ми ти одотерам, или па ти отепај ме од ќоте како сакаш. Вака веќе не може. Едно ќе биде. Ајде, мори, жено, шо стори, мори, ајде, денот помина. Шо Еве, готово. Еве, му сготовив, му кладов. Денот поминал, а? Помина. Денот не ни започнал уште. Поминал денот. Немој. Леле, кај иташ човек. Ја зорај. Немој да ми кажуваш, ти јас се знам. А ти знаеш ли колкава нива имаме за жнење? Знаеш? Не знам, малку сум жнеела на неа. Знам колкава е. И затоа ти реков. Земи неколку луѓе, земи аргати, да се заврши работата побргу. Ама не ти се одврзува ке се тоа. Доста, мори, жено. Зошто да земам аргати кога си имам измеќар? Зошто го рана ми го гледам, а? Да ми стои како икона. Шо му кладе во торбата да видам? Леле, што му Да кладе? видам. Леп и кромит. Тоа што ми рече. Само да ми кажеш ти мене. Како ќе работи, како ќе жнее тоа дете цел ден, па и цела ноќ со леп и кромит. Море ке жнее и ке пее. Трни се. Измечеру, бе! Кај си? Ела ваму! Кажи, Чорбаџи. Го наосте српот? Уште вчера Чорбаџи како што ми рече, видио, бриче. Еве ми ти го торбулето, натримаш јадени. Трчај право на нива, веднаш да почни со работата. Разбра? Цела нива да ожнеш. Да побрзаш, ќе фатиш од пониско
И немој на 2 на 3 да си ми ја сврши работата, да знаеш што те чека. Абе, не бери гајле бе, чорбач ми. Знаеш јас како работам? Не ми е прв пат нива да знам. Еве и ти знаеш. Абе, оди побазе, не туку ломоти ногу. Абе, веднаш, еве летам, чорбач, летам. Летай бе, што чекаш, летай! Ај. Ниво! Што ќе правиме денеска, а? Ќе жнеиме али ќе спиеме? Што велиш? Турбулето да го прашам, а? Хајде да го прашам. Да видиме што вели тоа. Еми, турбулето вели има само едно суво лепче и троа кромичче. Што да правиме? Да спиеме, велиш, а? Еми, ај ќе спиеме. Домакине, пак го испрати измекерот на она големата нива да жне? Го испрати. Аха. И колку време се стори од кога жне и таму? Колку време, шо знам, колку... Па, че има една недела. Домакине, немам лоша мисла и не сакам да те налутам, ама да отидеш ти до нивата, да видиш до каде. А? Што да видам, Оржено, што да видам, зошто да видам, што да видам? Вака ќе ти кажам. Бев начешме. И жени, како жени соберени таму, ми велат,
Што чекате вие? Времето минува, големата нива не ви ни почната со жнење. Кога ќе почнете, ќе ви дојдат спаите, ќе ви го соберат житото, така ми велат, не била почната, ми вели. Така ми рекува, па, ако сакаш да одиш да видиш. Кој? Абе, кој ти го рече, Табори? Па ти не се токумри, како не одиш неа на нивата, па измечерот секој ден го праќам там, па шо прето там да не... Жено, ти мене на голема мисла ме кладе. Наедно ќе биде јас сега да појдам на нива и да видам каква е работата там. Чекај, седни. Оти да седам... Седи полека. Знаеш, домаќине, како е. Жени како жени, што ќе им текне зборуваат, може пак не е вистина. Оди види, ама полека. Сам седи, ти седи. Јас ќе одам да видам дали е така работата или не така. И кога ќе видам, ќе дом да ти кажам каква е работа. Ти седи, немој да се секалдисуваш. Јас ќе се вратам. Добар ден, пријателе. Добар ден. Кај оиш? Кај си се забрзал вака? Одам, да ти кажам право, пријател, одам на нива. Оди. Има и шо да видиш. Сите ниви ожнејани, само твојата не е ожнејана. Шо е? Шо чекаш? Од кога правевме муабет за жетвата, се сеќаваш? Еве ги спахиите ќе дојдат. Вистина. Проштавај, пријателе, и там, друг пат ќе правиме муабет. Ај со здрави. Ај. Ниво! Што ќе правиме денеска, а? Ќе жнеиме али ќе спиеме? Турбулето да го прашам, а? Хајде да го прашам. Да видиме што вели тоа. Еми, турбулето вели од има само едно суво лепче и троа кромичче. Што да правиме? Да спиеме, велиш, а? Еми, ај ќе спиеме. Домаќине! Си дојде. Беше на нива? Бев. И? Нешто си ми замислен, домаќине. Кажи ми сега ти мене,
Вистина е тоа што го зборуваат оние кокошкине на чешма? Не, жено. Нивата си ожнеана, не цела, ама кај дај ќе биде ту го слушаме. Ти утре во торбулето на изметерот ке клаиш една кокошка печена, една погача и едно шише вино црвено. Што? Од домаќине, што ти е тебе? Да не си арен? Кокошка, вино, погача? Стори го тоа што ти го реков и не расправај многу. Разбра? Ајде оди. Оди. Разбрав, домаќине. Разбрав. Ниво! Што ќе правиме денеска, а? Ќе жнеиме, али ќе спиеме? Велиш да видам торбулето што вели, а? Ај да видам. Бре. Еми, торбулето велиот има печена кокошка, бела погача. Ау, вино црвено имало. Ниво, денеска ќе жнеиме. Ама прво убаво ќе се најадиме и сетне ќе почнеме да жнеиме. Бива? Јај! Пријателе, машала, ова година нивите убав род дадоа. А и со време пожнеавме. Бога ми, сполајму на горниот, навистина многу убав род дадоа. Само да ти кажам право, ич вака не ми фаќа акалот. Не можам вака да... Дали тебе ти беше... Дали не ти беше пожнеана нивата? Или па вистина не ти беше? Шо? И после, наеднаш, ни ден, ни два не помина, пожнеана. А? Па види, пријателе, работата на вистина е за чудење. Од таа работа и јас научив голема школија. Измечеру, како беше она? Еми, рани душа да Да те те слуша. Со гладен стомак не се работи. Така. Шерет измеќар. Абе, Алтон дете. Измечеру сада си појдеме јас и ти дома. Домачинката може зелникот го испекла, да крстее малку да се напиеме тровино, Така велиш? Слушај, ќе ја прашаш нивата дали јадиш зелник или не јадиш, Ами чорбаджи за зелник јадење, нивата не мора да ја прашувам. Не. Јас можам да ти кажам. Кажи. Зелник јадам. Јадам зелника. Тогаш, ајде да појдеме. Ајде со здравје, пријатели. И како беше, ама уште една? Ајде, запамети. Запамети ти. Рани душа да те слуша.